Позитивно е и воведувањето на колективна заштита на права, особено на потрошувачите. Во современото општество многу повреди не се индивидуални, туку масовни. Сето тоа создава ситуации каде што еден граѓанин може би нема интерес сам да тужи, но илјадици граѓани можат да бидат погодени. Почитувани, на крајот би сакал да нагласам една основна порака. Предлог законот има добра насока, тој сака побрза, подигитална и поефикасна парнична постапка. Тоа е потребно, но брзината не смее да биде единствената вредност. Во судската постапка, брза неправда не е подобро од бавна правда. Правосудството не се реформира само со текст на закон, се реформира со закон што може да се примени со судии што имаат услови да судат, со адвокати што имаат јасни правила и со странки што чувствуваат дека постапката е правична. Затоа мојот став е, предлог законот треба да се поддржи како реформски чекор, но со јасна обврска, неговата примена да биде реална, внимателна и правично поставена. Бидејќи крајната цел не е само побрза постапка, туку крајната цел е побрза, поправична и подостапна правда за сите. Ви благодарам. Благодарам. И јас.